Студио ни гостува Стефан Николовски, добро препознатлив и ако е на самиот старт на неговата актерска кариера, познат и на социјалните мрежи, меѓутоа и актер кој што веќе во Велишкиот театар ја привлекува и поновата публика. За се она што во моментов е во неговиот фокус на работа дознаваме во наредните минути. Стефан, добро ни дојде, верувам веќе си расанет, колку кафења испио са бајле за да дојдеш на утринска. Добро е, Недо, добро утро. Не, ви кажав дека ова е холограм од мене, ја уште не сум расонет, не, те спијам уште. Значи, одговорите да не се земат. Не, вас ми се осхитувам секоја што го кажувам. Значи, на луѓето што работат утринска секоја чест. Како сте насмејани у 6 саца, бајле, не знам, не ми јасно. Ти благодариме. Со убави гости сме наспејани и ние сме расположени, практично тука ни доаѓа силата. Симона веќе најави. Последно време те гледаме на повеќе полиња. Ти има на YouTube, во Велешки театар, имаш некои гледаме обити плюс, ти ни раскажеш ти како би ја опишал, нели, фазата од твојата кариера во која си во овој момент. Повеќе професии имам, тоа некако не можам во една реченица не можам да го срочам. Главната и примарната нормално е нели актерството, за кое што сум дипломиран актер на ФДУ и некако театарот е секогаш од дете ми бил првата љубов и константно без него не можам никако да функционирам. И оттаму некако црпиш инспирација за доаѓа втората професија, тоа е веројатно социјалните медиуми и шоуата кои што ги креирам таму. Тие некако му овозможуваат на театарот полесно да се пробие, бидејќи театарот кај младите за жал не беше толку. Имаше еден период каде што младите престанаа буквално да одат и со тоа што ме препознаваа од социјалните медиуми, почнаа да доаѓаат во театар, да видат таму што и во театар игра, значи. Да. Така и реално така и најавив за тоа што особено за Велишкиот театар некако имаш подвиг кој што го направи и тоа е успех кој што не може да се занемари, прилично нов во светот на глумата, меѓутоа успешен и препознатлив, веројатно не само кај младата публика, туку генерално низ Македонија, па чувствуваш ли таква одговорност дека преку социјалните мрежи го носиш театарот поблиску до новите генерации? Апсолутно, и тоа е и притисок малку, и одговорност, и меѓутоа целта од секогаш ми била тоа. Кога бев на академија не знаев дека точно тоа ќе бидат социјални медиуми, меѓутоа чувствував дека морам нешто да направам за помладите да почнат да одат во театар. Стратегија немав никаква, како ќе се случи тоа, дали ќе биде преку телевизија, дали ќе биде преку нешто, некој друг медиум. Некако бев свесен дека морам да направам нешто за да се направи малку по-кул тоа одење во театар и така натаму, бидејќи за жал живееме во време кај што присутни се многу други работи кои што не треба да бидат присутни, а театаров е некако настрана тргнат, а тоа е тоа што требаше да им биде примарно за да малку живни и културата и малку да ги освестиме и младите и што и како треба да прават. И ми се отвори шанса преку нели социјалните медиуми тоа да го остварам и да, во моментов чувствувам голема одговорност затоа што знаете како кога ќе видите таа млада публика пред секоја представа како се бутка за карти, тука сваќаш дека тука сакам да те прашам, особено за представата Тестостерон, беше ли твоја вина во наводници тоа што кога се објавија првите датуми за билети за представата премиерно на фестивалот Петре, на тебе ли се должи тоа што имаш редици уште од првта? Па, не знам, јас сум можеби само како гласникот на целото тоа. Не би рекол дека се должи на мене, се должи на долгогодишната работа на Велешкиот театар, на Синиша Евтимов, мислам, не, човекот што и да направи има редици за карти, така што јас сум само гласникот на тоа дека еве уште една представа на Синиша кај што има редица за карти. Да, убаво е кога младите актери исто така веќе на некои 20, 25, 26 години почнуваат да стануваат препознатливи кај јавноста. Тоа е многу симпатична работа за тоа што на крајот од денот ние сме тие кои што треба да го тој дел, тој сектор на маркетинг што ни е нас веќе во ДНК-то влезен, треба да го тераме. Да, јас сум гласникот на целото тоа, но не би рекол дека сум баш виновникот за целата таа работа. Сите имаме подеднакво заслуга за целото тоа. Кој бил твојот најголем предизвик досега и постои ли улога која ти е предизвик да ја одиграш? Постои, тоа е улогата Ричард III.
Може би таму некаде на не знам, на 33, 4, 5 ќе бидам најзрел, да пред кажам. Пред пензија, што ние денес дебатираме Муаметот, там било пред пензија. Пред пензија, отприлика, некои 2-3 години пред пензија, да. Тогаш ќе бидам некако најзрел, мажите некако тогаш имаат така најголема зрелост, доживуваат на тие им се најубави години, прайм тајм за еден маж, така што мислам дека генерално тогаш би можел да ја одиграм улогата Ричард Трети, а досега имало многу предизвици во театар, меѓутоа најголем предизвик лично за мене, за мојот нервен систем бил кога настапувавме во Јане Сандански као стендап, тоа е трета професија. Ќе патиме од се по нешто. Полека, да. Пред да продолжиме и со твоите почетоци реално во театарот и таа желба која што си ја препознал дека сакаш тоа да бидеш, малку накратко само околу поддршката од колегите која што ја добиваш, без разлика дали се актери или од светот на музиката. Многу колеги имаш ти веројатно. Да, се чувствувам дека колеги, многу професии, многу колеги. Многу колеги. Имам поддршка искрено. На почетокот, например, кога почнав со социјалните медиуми, некако не им беше сватливо зошто тоа се, што ти треба се, тоа како се, ти па тоа таму не е, тие бројки не се баш вистински, па тоа не е реалност, тоа не знаеме тоа дали ќе упали, дали ќе дојдат луѓе стварно, дали ќе купат карта. Се до еден момент кај што свативме, јас исто бев нов во тој свет. Кога свативме дека да, бидејќи неколку видеа станале вирални, ние продаваме на пример за стендап, Public Room го продаваме веднаш. И јасно ти е веќе дека можеш да се испромовираш. Сега од која веќе ќе дојдат луѓе до таму. Тука е да се биде или не таму. Ако те бива, ако не те бива, ќе дојдат еднаш и тоа е тоа. Така што да, имам огромна поддршка и нормално и оние имаат од мене и пробувам на секој можен начин и колку и да сме зафатени, колку и да нели имаме сите обрски, пробувам кога и да треба поддржам максимално, дали се тоа нови колеги, дали се тоа со душа чекам нови актери, некои кои што ќе бидат сега на академија и ќе посакаат малку повеќе и побрзо да се пробиваат. Така што сум тука отворен за било каква соработа. Значи толку работи си направил, али да бидеш крал си се уште мал како беше Да, баш. Го размрда исподот на Сара Мејс, така што во продолжение ќе те видиме и во таа улога на пекар, така? Пекар беше улогата таму. Многу работи прави Стефан. Како некогаш не доаѓаш, само далеко погледнуваш ти. Веќе ме ни посакуваш, веќе не ми приоѓаш, дури не ми се насмевнуваш ни. Ноншалантен си не се сака така, се грижиш ли како се враќаш, не, знам со мене дека нема утре и сутра ме нема, но и мене нема, себе се изгубив јас.
браќа и Тони, додека сме во добро расположение, со оглед на тоа дека се убедувавме Стефан да ги каже идните планови, односно она што следува, што веќе е практично оформено, односно е веќе конкретно како проект, рече дека не може многу да зборуваме, меѓутоа барем да извадиме колку што можеме од она што практично се случува во неговиот бизнис, како му доаѓа делото. Професија. Во еден момент станува бизнис без да сватиш, ама примарната цел не е тоа. На крајот од денот, не знам, стварно мислам дека не можам премногу да откривам, знам кои луѓе ќе ми се качат на глава ако тоа го направам. Веројатно ти кои што се главни виновници за тоа ќе треба да излезат и прв пат да кажат дека тоа ќе се случи, меѓутоа во септември најверојатно почнуваме проект кој што 30 години во Македонија не се случило такво нешто. Јас сум многу среќен што ќе бидам дел од целото тоа. Исто така малку подоцна на тема стендап, малку подоцна од тоа ќе се случи за прв пат нешто во Македонија што никогаш се нема случило. Кога сме кај стендап? Ни тоа не може да кажа. Добро, можеш да ни кажеш па како започна целата приказна и со театарот и со стендап настапите, како всушност препозна дека треба да го усмериш својот кариерен пат кон глумата? Тешко ли беше за на факултет, сите имаат предизвик тука да влезат, да ја освојат комисијата, како беше твојата приказна? Па да, многу мал сватив дека, мислам не знаев ни дека е професија, бев 8-9 години, кога прв пат застанав на сцена, уште претходно некако сватив, гледав дека жанрот, мислам не знаев ни што е жанр во тој момент, имав некои 6 години кога ги забавував моите дома и ги имитирав македонските филмови и мислев дека тоа е супер, они се смеат, мене тоа ми е некако сатисфакција, јас сум задоволен, ама не бев свесен дека тоа си има име, си има професија, си има факултет, дека не е само излегуваш ти и да ги насмееш луѓето, него треба многу книги бато да читаш, треба многу да гледаш филмови. И некако со тек на време, бидејќи околу 30 аматерски представи имам додека стигнам до факултет, и некако го завршив тој факултет пред да отидам да се запишам, затоа што сите тие ствари кои што морав да ги знам за тие представи, текстови, писатели, автори големи, некако пред самото одење на ФДУ јас ги, не можам да кажам ги простудирав, ама ги знаев од прилика. И кога отидов на ФДУ, искрено тоа ми беше тежок период кога требаше да влегувам на приемниот испит, 75 пријавени, само 10 примаат. Нормално е тоа си се спремал цел живот и од кога влегов на ФДУ, она кое што го знаев ми правеше проблем. Прва година имав сериозен проблем, бидејќи професорите сватија дека јас ги знам некои од работите, меѓутоа Тоа ти исто ако полагаш за возачка претходно не си возел никогаш. Апсолутно. И јас дојдов таму и нешто многу е лошо кога не дозволуваш на професорот да ти сигурно имаш што да научиш, не може да знаеш се. А од тој момент си 18 години и си викаш ја ова го имам поминато, сад немој да па истото да го правам. Ама многу брзо. Како легна на брашно? Па многу брзо сватив дека правам спотот. Да, легнав на брашното спотот. Да, многу брзо сватив дека правам грешка. Немој никогаш да сакаш да го надминеш мастерот или професорот, тоа не сме да имаш идоли од нашите актери? Да, имам, мислам и од старите, од Ристо Шишков, Петре Прличко, па од поновата би го извел и Орџон Базов, Тони Михајловски, така не ера која што сме учеле од нив, од нашиот театар, Васил Зафирчев, Зоран Љутков, Јордан Витанов, така што има мислам дека многу актери кои што сме ги гледали и буквално сме учеле од нив, со некој од нив имав нели прилика како дете да соработувам уште како кога растев како актер. Со некој од нив соработувам сега. Многу се велишани, многу актери. Едно време за Кумановци се сметаше дека има добри актери, има секако, меѓутоа сега и Велес испливува на површина. Да, Велес бил тука некаде со Куманово секогаш. Мртва трка. Тони и Сашко ја прават таа разлика, после малку бегаат. Подоминантни. Значи предизвикот е да се надминат Тони и Сашко. Сега тоа мене ако ми е тоа предизвик. Не, генерално комедија Куманово ти текнува прво секогаш, меѓутоа и Велес бил од секогаш тука, мртва трка била.
За жал, Стефан? кратко ни е времето. Благодариме што утрово беше тука. Се надевам дека почесто ќе имаме средби и се она што не можеш сега да најавиш да не дојдеш пак, па да споделиме со задоволство. Апсолутно, септември би дошол пак, тогаш би можел Тоа пак малку ја запишаме. широко да зборувам Септември пак за што се секој. бара. Идете кронисаме што е можно поскоро. Да. Стефан, ти благодариме на гостувањето.